Политичките партии да ги смират страстите и да го спуштат тонот во кој доминира омразата, баре известувачот за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгл. Според него потребно е одговорно однесување на лидерите во земјата, а за бомбите на СДСМ тврди дека се неприроден начин на политичко делување. Во исто време ги повика и ВМРО, ДПМН и СДСМ да седнат и да разговараат со фокус на интересите на земјата, а не партиските. Тие бомби се неприроден начин на водење на политика. Јас кога дојдов во Македонија ја советував опозицијата да ги искористи своите 30% од гласовите и да делуваат во парламентот и таму да се борат за демократијата. Тие се определија за ваков тип на политика, вели Вајгл. Европратеникот во настап на словенечката национална телевизија изјави дека Македонија мора да се фокусира на европската интеграција и тоа веднаш. Во нашата стратегија во делот на гасификацијата, системот е така предвиден да било каков развој на настаните ќе и оди во прилог на Македонија, рече вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски одговарајќи на новинарски прашања во врска со турскиот тек. За Македонија се важни, напомена, економските вредности од таа активност. Ние сме подготвени да служиме како земја низ која би транзитирал гасот, но и како земја која ќе работи на развивање на својата инфраструктура. Она што е предложено е комплементарно со нашите стратегии, но останува да видиме какви ќе бидат глобалните развои на ова поле кои се турбулентни во последно време, нагласи Пешевски. Пешевски истакна дека платформата била разгледана од владата. Во оваа фаза се работи за политичка волја, дали земјите ќе соработуваат на ова поле. Според изјавите по вчерашниот министерски состанок за енергетска стабилност во Будимпешта не беше конкретизиран ниту еден проект, посочи вице-премиерот Пешевски. Светот не се менува, светот е веќе променет во процесите на глобалната меѓузависност и субнационална фрагментација и во економијата и во политиката, но она што се менува е нашата представа за новата светска реалност. Затоа треба заеднички да предонесеме кон кристализирање на сликата за новата реалност, порача македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов во поздравниот говор на 18-тиот Евроазијски економски самит на фондацијата Мармара, што се одржува во Истанбул, Република Турција. Економската глобализација, посочи Иванов, ја менува важноста на национално-политичките граници. Меѓународниот економски поредок е се повеќе глобален, а меѓународниот политички поредок е изграден врз суверена национална држава. Наместо енергетска сигурност, се повеќе има енергетска неизвестност, рече македонскиот претседател. Тој истакна дека на безбедносно-политички план новиот хиперповрзан свет се соочува со нови предизвици и ризици кои создаваат неизвестност, несигурност и непредвидливост. Поради врнежи од снег на планинскиот премин Стража е воведена забрана за движење на тешки товарни возила, информираше Автомотосојузот на Македонија. Од вчера вечер во 21 часот и 45 минути е нормализиран патниот правец Катланово Велес, кој беше блокиран од вчера напладне од поголем модрон, а од 6 часот и 45 минути е нормализиран и сообраќајот за камиони на патот Маврово Дебар. Се уште е во прекин сообраќајот на патот Прилеп Пресен, блокиран од Слечиште. Сообраќајот се пренасочува низ градот Битола. Сообраќајот на сите државни патишта се одвива по наместа влажни коловози, а во западниот дел на државата со остатоци на снег. Шефот на српската дипломатија Ивица Дачич денеска изјави дека одлуката за учество на Србија на воената парада по повод Денот на победата, 9 мај во Москва, на некои веројатно нема да им се допадне, но оти Србија води суверена надворешна политика во согласност со националните и државните интереси. Не очекувам некои проблеми, но таа одлука на некого нема да му се допадне, истакна Дачич, кој учествува на министерскиот состанок за енергетска безбедност во Централна и Југоисточна Европа. Тој наведе дека Србија дала голем придонес во борбата против фашизмот. Нашите представници досега учествуваа во сите воени паради ширум светот и во тоа нема никаква дневно-политичка причина, туку тоа е одбележување на историски важен датум, додаде Дачич.